Добро вечер. Добро вечер, почитувани гости, драги пријатели. Вечерва сме овде на промоцијата на книга Месечините над нашите животи на Ацо Богов, нашиот Ацо, нашиот сограѓанин. Особена чест и задоволство ми е што вечерва сме собрани заедно, обединети од љубовта кон пишаниот збор. Пишаниот збор секогаш остава трага во времето. Со неколку страници може да се собере цел живот, силна емоција, длабока мисла и вистина, што долго останува кај читателот. Ви благодарам што сте тука и чест ми е да ги најавам нашите прекрасни дами, што се овде со мене и со Аце. Тоа е Ана Витанова Рингачева, промотор, и Наташа Василевска Трајчевска, интерпретатор. Мислам дека вечерва ќе уживате и ви благодарам што ја почитувате уметноста и љубам секогаш да кажам да живее уметноста. Ви благодарам и уживајте вечер. Брат, секогаш е таму. Можам да ја видам неговата поднаведната фигура низ прозорецот. Постојано во истата соба на вториот кат, наведнат над книгите и хартиите. Залудно е однадвор да му се довикува, зашто тој или не слуша или се прави како да не слуша. И расфрлам пченка на живината во дворот, а таа прегладната се нафрла во зрната и ги колва, кревајки при тоа врева која мојот брат стуткан онаму горе воопшто не ја слуша. Можам да видам дека некои кокошки накривнуваат на едната нога, кој знае зошто. Може би од меѓусебните пресметки ноќе во кокошарникот, може би од фрлените камења од менувачи. Чуден е мигниот глас додека ги спотерувам кон кокошарникот, метално цвркотење кое изгледа толку беззначајно, безчувствено. Обичен шкрипот, кој повторно мојот брат не може да го чуе, или не сака да го чуе. Не сум воопшто сигурен дали од прозорецот може да ги види и крупните тела на биволите кои како грдано достоинствена стража стојат под неговиот прозорец и гледаат кон него. Долго време тој ги превртува страниците на книгите горе во неговото дуβλо и ниту јас, ниту кој бил друг не може да знае што тој прави всушност. Скиташе низ големите градови долги години, секогаш со торба полна со книги, а често и одел низ тие непознати места, како што кажуваат учениците, со книга во рацете, читајки. Тој е сега тука. Понекогаш слегува долу во приземјето и со нас го дроби и го јаде сувиот леп на сиромаштијата. Неговиот говор е толку неповрзан, што јас дури по извесно време можам да ги составам тие парчиња немушни зборови и од чиста љубов да им дадам некоја смисла, која јас ја разбирам, но не и другите. Веднаш потоа бргу се качува горе во своето живеалиште и ги разотвара книгите пред себе како страни на светот. Додека полињата гувеат на сонцето под разлеаниот врел воздух, а летните жегалци пискотат, слабите братови очи ги одгатнуваат нејасните букви на пожолтените страници. Често, додека го косам плевелот низ дворот, помислувам дека тој всушност бара некоја огромна джиновска банкнота скриена во некоја од страниците на купиштата книги. Некој големо богатство кое ќе му овозможи да го спакува сиот свој багаж и повторно да замине, со насмеано лице, поздравувајќи се со нас, наведнати над браздите на нивата и гушкајќи не со некоја за нас непозната милост. Преку патот на неколку метри можам да чујам како со тракање на тркалата поминуваат конјски коли натоварени со лубеници. Нив мојот брат не може да ги види, затоа што тие се од спротивната страна на куќата, онаму каде што нема прозорец. Преку денот неговото присуство горе е толку нејасно, па јас често помислувам
напрегајќи ги очите да го видам дали е тој тука, во собата или едноставно излегол низ некој таен, непознат за мене излез, искитан из околните полиња, барајќи го богатството на друго место. Низ воздухот се раселувам, за да се вратам како слова. Овие испишани зборови на хартија ги најдовме покрај неговиот лакт. Веќе вкочанет и мртов. Еден ден кога требаше да почнеме со сејпата. Тоа беше напишано со прекрасен ракопис. Сега нашата Ана Рингачева да ни каже нешто за ова прекрасно дело. Покрај тие стихови што ги слушнавме, ни проводи многу емоција, па да ни кажете и вие нешто. Благодарам, Ангица. Добро вечер на сите. Дочиташе Наташа со незиниот така убав лирски, длабоглески глас, дори не знам како е чувствувате, меѓутоа јас така ја чувствам секогаш кога ја слушам. Веднаш си се поврзав со оној миг кога седнав и размислував што треба да се каже за Аце и си ставив наслов, онака заглавие. Не знам зошто, немаше потреба, меѓутоа ми дојде некој внатрешен порив. Мали, прозни микрофикции во лиричен сос. Буквално така. Заради тоа што беше невозможно додека го читате Аце, а да не ја почувствувате, да не ве преплави некоја емоција недефинирана за почеток. Не ви е јасно што ви се случува, како што сега знам дека и вам ви се случи истото што и нам, некаква емоција ве преплави, особено последното кога Наташа го кажа она за прекрасниот ракопис. Може да го толкувате како сакате, меѓутоа емоцијата е, верувајте, универзална. Кога Аце пред 10 дена ми кажа дека треба да кажам нешто за неговата последна книга, иако со неговите кратки прози се среќавам многу често, бидејќи Аце ми ги дава на показ и за Зенит и неговите претходни книги и така натаму, ова беше сега една поинаква ситуација, во еден сосема неврзан разговор со Аце Ѓорѓиев и другарите. Аце вели, нели, ова е мојата нова книга и ќе се видиме на промоцијата на 18. Добро, јас ја земав враце и одејќи на кај дома, пред вратата стоев, пред портата немав клуч. Едноставно сум го заборавила клучот и се јавив да ми симнат клуч за да си влезам во куќата. Не знам од која причина, никој не ме слушаше дека сум надвор и си чекав. И додека си чекав, едноставно книгата си ја отворив и читав. Ми се отвори на некоја 54 или 5 страница, не знам, и таму, пред моите очи, го читам Ритуал. Ќе го прочитам подоцна и ќе ви кажам зашто неговиот краток текст Ритуал мене ме фрапира. И само си кажав, Аце мајсторски го правиш тоа, само навидом не наметлив, меѓутоа те преплавува и онака те запрепастува во мигот. Аце е премногу скромен за да изреагира некако, макар со насмевка, макар со одобрување или не, но подоцна ќе направиме еден разговор на таа тема. И знаете како, ова го почнав свесно така, заради тоа што сакам некако не да звучам како некој толкувач на книжевноста кој што ќе зборува за правци, школи и така натаму, апсолутно не, туку како најискрен читател кој што ете така, ќе му ја дадат книгата и чекајќи клуч пред вратата за да му мине времето, ќе почне да чита и да се справи со емоцијата која што го преплавува. И сега, тоа се неговите словослики, како што Аце го нарекува првиот дел од книгата. Тука се неговите записи од детската соба, враќања, предели, винјети и така натаму. И си кажав, добро, ајде да видиме, прво буквално да го протолкувам зборот словослики. Словослика, веројатно, Аце во превод, односно создавање слики од зборови, така некако би бил тој најбанален превод, но чувује на уметноста преводот,
односно преведувањето. Чуму е таа буквалност во зборовите или барање некакво буквално значење. И веднаш ми се поврзува во главата онаа мисла на Маџунков. Сега пред да почнеме си разговаравме со Аце и Анкица вика доста разговарате, време е да почнеме нели со промоцијата, а ние го толкувавме Маџунков и тој вели на едно место дека немам потреба како автор да создавам книжевни светови кои што ќе ја имитираат реалноста, или книжевни светови кои што ќе бидат, не знам, апропо реалност. Апсолутно не. Имам потреба да создавам книжевна стварност наместо реалноста која што сите ние ја живееме, наместо постоечката реалност. И кога го отворате светот, книжевниот свет на Аце Гогов, таму, например, во расказот Девојче има една слика. Зад грбот на девојчето небото виси како спространа, испрана облека. Или она апокалиптична слика, небото се распаѓа на парчиња, но тоа е толку бесшумно што никој не го слуша, не го забележува. Буквално како вели Аце, песочна кула кога се распаѓа. Вие гледате дека се распаѓа, меѓутоа вашето сетило за слух тоа не може да го фати. Едноставно само го гледа и сте немоќни да го сопрете, бидејќи малите зрнца се тркалаат едно по друго. И кога е Аце во прашање, мене секогаш ме фасцинирало неговото око на наблюдувач, на човек кој само мислите дека само случајно ги забележува малите нешто околу себе, ефемерните детали кои ние можеби нема да ги видиме, нема да ги забележиме или пак нашето око ќе ги погледне како сосема неважни, непотребни никому. Кај Аце тоа е детал околу кој што се создава еден цел микросвет во неговите мали прозни микрофикции. И самиот вели всушност, ќе го цитирам Аце или ќе те парафразирам, дека си фасциниран од оние мали, минорни, периферни, вообичаени, секојдневни детали кои што те окружуваат. Например, мене ме фасцинира онаа негова кратка проза, за прв пат ја прочитав на социјалните медиуми, за оној толку достоинствен тил на патникот во автобусот, кој што патува пред него, мистериозниот патник. Сосема небитен детал, меѓутоа во светот на Аце станува, тој детал во книжевната стварност на Аце создава цел еден голем свет. Или, например, пајакот, кој што во еден темен агол зад бојлерот си плете пајажина и таму е неговиот свет. Колку пајаци сме виделе зад бојлерот, никогаш не сме се сетиле дека може тоа да биде и некаква метафора во книжевноста. Навидом обичните секојдневни ситуации, секојдневни ефемерни нешта што не окружуваат, Аце ги трансформира во необични случувања, во еден поинаков простор. И она што е многу убаво е тоа што авторот, нашиот Ацо Гогов, има еден посебен однос кон времето и просторот во неговата книжевност. И таа време-просторна хронологија е доста сложена ако земете да ја разложувате. Именно, например, еве односот кон времето или еве односот кон просторот, прво да го објаснам, во еден од расказите има една интересна превртена просторна хронотопија, кога се појавува раката на покојната, на починатата мајка, само раката, значи ликот е представен како стои зад вратата, и вели раката, не, тоа не е мојата рака, од таванот ти зборувам, вели ликот, си велам да ја обиколам куќата пред спиење од озгора надолу. Така се вика и расказот Аце, од озгора надолу. Така што таа хронотопија на просторот, односно таа просторна поставеност на нештата,
чудо не видува, очудува. И имате чувство дека сте во некаков книжевен полусон, или не мора да биде полусон, може да биде баш онака некоја соновна состојба. И таа книжевна аудиторија кај Аце го прави текстот додека го читате и просторно и временски нестабилен. Додека читате, вие имате чувство дека сте на некој граничен простор, ни ваму, ни таму. Имате чувство дека тоа се некои описи реалистични, како да сте ги виделе некаде, како да сте ги доживеале, ама сега се во некоја поинаква просторна поставеност, обвиткани во некаква символична, метафорична лушпа и некои миговни трансформации се случуваат во мигот и веднаш ви бегаат од окото. Таквата онитургија кај Аце Богов, тоа е всушност создавањето на тие словослики кои ги спомнав на почетокот. Аце буквално ги создава во еден просторен и временски свет кој што не се допираат со реалниот, но никако не се изедначуваат. Има исто така едно нешто што сакам да го споделам, дур читате, оти реков нели дека ќе зборувам како читател, не како толкувач на книжевноста, имате чувство дека има тука нешто нелогично, дека има тука некаква извртена логика на нештата, дека причинско-последичната поставеност е укината, дека не постои, а сепак на крајот расказот, односно кратката проза, има некаква целост, некаква целина заокружена и тоа дојде баш до израз, нели, до израз во расказот Брат, кога заокружувањето, ставањето точка, вија буквално заокружува приказната, вја пренесува пораката, ве позиционира токму во центарот на светот што Аце сака да ви го пренесе. Тој нестабилен идентитет, можеби, или таа нелогично што ја чувствувате док читате, и таа една атмосфера која што постојано ве држи меѓу реалното и имагинарното, се слеваат едно во друго. Нема граница строга, што е напор од реалното, што е во реалното, што е сон, што е јаве. Буквално едно слевање сосема природно и многу миговно, многу кратко. Без да ви дозволи да имате време да го толкувате тоа што го читате, една растегнатост на времето. Имате чувство дека времето се растегнува, меѓутоа се е кратко некако. Кратки се и прозите, меѓутоа кратко е чувството кое што на крајот ве миговно е, некако громовно. И има една многу убава сцена, Аце ме фасцинира, кога во окото на она лишено мече се собрал еден цел свет. Лишаното мече кое што е поставено некаде во собата, директно во неговата зеница, во она стаклено пластично око, како да се зачувал еден мал детски свет кој што плови како на бродче пуштено, нели, да едри онака по површината, таа зеница во окото на плишаното мече, и тоа многу онака ме фасцинираше, како Аце, како окото негово тоа го забележува и го претвора во толку убав мотив. И сега, ако треба да разглобуваме дали Аце пишуваш во постмодернистички манери, идеи и така натаму, тој ќе биде заморно за публиката и сосема, нели, можеби не во мигот не толку важно, но она што е важно е тоа што Аце ве става секогаш на една не толку стабилна платформа. Тоа што го кажа, времето е нестабилно, односно има некаква климавост, кажано, нели, малку на наш диалект. Вели, може би врнеше снег, може би не врнеше, не знам, тоа го имам многу кај постмодернистите. Не знам дали воопшто се наоѓа во некое годишно време или бек надвор од времињата, така натаму. И кога ја барате точката на прекршување, каде всушност се прекршува времето во прозата на Аце, тогаш доаѓате до самите себе, во нас,
во нашите светови, од ние секој од себе формираме имаме наше време и наш простор во нашите мали микросветови. Или, например, еве, не стабилен е и просторот, вели, стојам на аголот, стоиш на аголот, но ниту агол има, ниту улица. Како некоја илузија на стварноста сведочиме, во која што авторот пронаоѓа нови релации во рамките на книжевната стварност и нештата се движат во релација познато-непознато, логично-нелогично, реално со и пак се враќа назад. Не знаете, тоа што го кажав пред малку, каде прекинува едното, а каде завршува другото. Реков, кај исто ме воодушевува смислата за целина, за целост. Она што со првото читање можеби нема да го фатите, меѓутоа, ако му се навратите на расказот, веднаш ја фаќате целината. И на почетокот го спомнав расказот Ритуал, кој што го читав стоејќи чекајќи клуч. Сега ќе ви кажам и зошто. Заради тоа што почувствував, односно некако му си кажав самата на себе, како можеше Аце во 3 реченици да сместиш еден човечки живот. Јас воопшто не знам, Аце, дали имам таква намера баш додека го пишувала Ритуал, така како што јас го доживеа. Ама јас имав чувство дека 3 реченици од неговата кратка проза Ритуал се 3 точки всушност на еден обичен човечки живот. Односно, од првата, од раѓањето, па се до крајот на животот, кога се заокружува нашата смртна природа и нашата минливост, станува наша судбина. Морам да го прочитам, Аце, за да пробам да го доживеам, а да видам дали, односно да видам, да се уверам дека тоа што сум го доживеала е така. Не пречекуваат со тапани свирки, со зурли и кавали допрени веднаш до нашите уши. Воопшто не знаеме со што сме ја заслужили оваа почит, ова одушевено кликање во наша чест. Иако за волја на вистината немаме ниту време да прашаме за тоа, зашто веќе следниот миг сме качени на рамениците на насобраните, кои не носат од едниот до другиот крај на селото, како ретка скапоценност, викајки и пејки на сет глас. Сепак, распламтените обнови во далечината, кои ги лулеат своите пламења кон небото, расфрлени по ридовите како жолти точки на вечноста, ни кажуваат дека сме учесници во некој темен ритуал, во кој на крајот ќе биде развејана нашата пеја. И буквално се 3 реченици. Јас се обидам да ги прочитам онака, да ги почувствувате во еден здив. Буквално се 3. Раѓам, живеам, умирам. Запомене да се родат некои други, да живеат и да умираат. И заради тоа што вели, тоа е нашата судбина. Едно едноставно иницијацијско патешествие, наше, човечко, Аце го преточил во овие 3 реченици. Затоа кажав, немам намера ни да знам, ни да прашам дали тоа го мислел додека го читал, оти ќе ми се наруши тогаш мојата перцепција, која што не секогаш треба да биде иста со она на авторот. И пак ќе го спомнам, Маџунко вели, зошто имам потреба да бидам разбран, или зошто имам потреба да бидам толкуван од критиката, од науката. Едноставно, многу поважно ми е што читателот ќе доживее од тоа што јас го пишувам и кои светови во неговата глава и во неговото срце ќе ги создадат. И затоа завршувам на крај, да не бидам премногу долга. Овие мали микрофикции, прозни, ставени во лиричен сос, како што си ги нареков сама, најмногу се чувство и порака, а многу малку се настани и приказни. Барем јас така ги доживеав. И бидејќи книгата се вика Месечините на нашите животи, насловот ми е своевидна, не знам, алузија можеби на представата за еден живот, еден човечки живот, човекот како заседен свет, човекот како универзум во огромниот универзум и човекот како планета околу која што гравитираат неговите природни сателити, кои што имаат и своја темна и своја светла страна. Ви благодарам.
клучалка. Клучалката е малцрн отвор низ кој залудно се обидувам да зирнам, да погледнам кон другата страна за вратата, да видам што има напред. Морам да признаам, моите очекувања се големи. И тоа што низ неа во моментот не може да се види ништо, не ме обезхрабрува. Напротив, кога конечно ќе успеам да погледнам низ неа, нема да видам истиот човек, тоа го знам. Не исклучувајќи ги можните богатства кои таму ме чекаат, не исклучувајќи, ама баш ништо, дури и тоа дека некој друг дзирка низ истата клучалка од другата страна. Наивно верувајќи дека ме нема. Заборавив да му кажам. Малечкиот лежеше на креветот со скрстени раце, не баре збунет ученик пред испрашување. Смртта се чини дошла по своето кога никој не очекувал. Закукаа жените долго, тажно и од тој едноличен звук замолкнаа птиците во дворот. Ја префрлив торбата со леп на рамото и така, невиден од никој, излегов преку прозорецот. На патот да го бара во некој друг живот, потполно ист, за да му го кажам сето она што досега не му го кажав. Старец. Старецот налактен над зидот внатре во продавницата го критикуваше устројството на светот. При секој изговорен збор му се набираше лицето, брчките на челото стануваа подлабоки, а жилите на вратот се здебелуваа и личеа на транспортни јажиња. Го носеше на задоволството од се околу себе како шамиче во џебот. Го вадеше надвор и го покажуваше. Тоа некогаш било чисто, како да велеше, но некој ете го изволкал. Понекогаш не беше внатре во продавницата, не. Беше надвор и беше дете и трчаше низ улицата со другите деца и легнуваше со влажна глава веднаш до мојата. Враќање. Мојот татко е сериозно болен од нова и се уште непозната болест. Доаѓаат и заминуваат лекари, се меткаат околу неговата глава, говорат за неговото здравје, на крајот остануваат со длабоко замислени лица. Го изнесуваат надвор на метална носилка, предпоставувам не чувствувајќи никаква тежина. Мојот татко се губи надвор среде амбулантните тркала и парчињата учени лекарски зборови кои не постојат во ниту еден речник. Како е да се биде без татко? Сега кога меѓу нас се подига густо растојание, а устните паќаат мраз на молчење. Тоа ќе потрае само неколку часа, се до ноќта. Кога тој повторно ќе побегне од таму каде што го носат, со пожолтени прсти од тутун ќе ја подотвори вратата од мојата соба и тивко ќе рече: дојди. Пци. Некои пци надојдоа пред нашата порта, стари пци. Може би оние истите кои дремеле до нозите на пророците или патувале од овде до таму среде прашливи патишта и коли што крцкаат со плачот на бебињата. Стојат пред нашите нозе и молчат, како да се вратиле по нешто заборавено или само посакале да не видат повторно, онака по долго време, да ни го дадат последниот поглед, како бескраен бакнеш, како напора. Вечерва, се извинувам, вечерва со нас требаше да биде и Никола Маџиров, да биде промотор на оваа книга, но поради оправдани причини не е тука, но испрати порака и сега Аце ќе ми прочита што има тој да каже. Покрај Никола
Покрај Никола требаше и Трајче Бјадов да биде промотор, но некогаш животот е таков режисер што едниот мораше да остане во Скопје, а другиот се разболе. Не е страшно ништо, така што текстот кој го прати Никола, ќе го прочитам, тој текст е всушност едно писмо кое тој го упатил до мене. Бидејќи и растахме и сме практично од исто мало, тоа е едно негово лично обраќање, кое сега ќе го прочитам. Кога детето беше дете, чекореше во тајки со рацете. Посакуваше потокот да биде река, реката да биде пород и овој вир да биде море. Петар Ханки. Здраво, Ацо! Улиците на нашето детство се широки и полни со попнатини од кои излегуваат корењата на сите дадени ветувања. Ти скриен наголо го чекаше да помине детето, некогашниот ти. Борхесовски чекаше да се види себе си, може би седнат на една од клубите на патеката што сега во Покри Коројот, во кој некогаш ги организирахме сите детски олимпијади, каде главни награди беа неколку стрипови и жолти или црни сокови, чии празни шишиња отпосле пловеа како бродови, без пораки со поројните дождови кои го носеа чакалот и камењето од бајерот кон вечност. Која возраст бе избрал за вечност? Верувам дека токму тоа вечно дете го чека скриен за даголот, притаен и тивок како наблюдувач на птици. Нобеловката Луис Глик напише дека светот го погледнуваме еднаш, во детството, а останатото е сеќавање. Во сенката на детството се чувствувавме безбедни под топлото ќебе на ненаследената невиност. Небата на детето се чисти и кога се облачи. Сите дождови се влеваат во неговите вени. Скриени за даголот, жедново очекувавме менувањето на временските сезони, кои не е носи болката во коските, туку безбедноста на повторувањето. Нашите играчки беа камењата што дождот ни ги оставаше во поројот, како сувенири обликувани од епохалните времења, кои тогаш ни беа толку неважни, зашто верувавме дека не постои ништо постаро од нас. Сега се свртуваме по старите куќи за да препознаеме невиност во нив, да ја преобликуваме разлупената фасада врз која времето исцртала нови мапи на светот, да ги оживееме собите без отсуства, во кои сега живеат пајаци што умираат од осаменост. Ги бараме старите куќи за навечер да ги донесеме дома, да ја обликуваме мета куќата на нашата сигурност и топлина. Башлар велеше дека главната придобивка на куќата е тоа што таа е за солниште на оние што мечтаат, дека куќата го заштитува сонувачот, куќата му овозможува на човекот да сонува во мир. Нашите предци правеа се за мир во куќата, нам ни останува да сонуваме за поширок мир кој од нас ќе направи бестрашни деца, што секоја вечер заспиваат спокојно и покрај многоте неодговорени прашања. Ацо, порастовме заедно, пожолтени се страниците на сите стрипови и книги кои ги разменувавме. Нашите гумени топки се уште се разградуваат под земјата заедно со костите на сите што векови пред нас поминале низ овие исти улици. Ги повторуваме овие слики за да се обидеме да го насликаме детето што го чекаш наголо до улицата. Детето ти, децата ние, децата вие, она дете во кое спијат сите мирни неба, сите мирни куќи низ кои живеат нашите сенки, што никогаш не стареат. Поздрав од Поројското бежанско мало Никола. И неколку раскази на кои токму и се однесува оваа писма на Никола Маџиров. Улица 1. Обична е таа улица. Улица во која моите соседи имат своји соседи, а тие соседи пак своји соседи. Се подпираме еден на друг соседски, како нашите голиштрави куќи кои се подпираат една на друга со натепани грбови. Понекогаш излегува некој славен од таа улица, неговите фотографии се во весниците, тогаш тој станува повеќе воздух отколку човек. И сите ние трчаме по тој воздух. Понекогаш северот на нашата улица го вртиме во југ и така спиеме, така и напред. Улица 2. Скрием зад аголот на улицата, го чекав тука да помине детето, некогашниот јас. Може би врнаше снег. Може би не врнаше, не знам. Не знам дали воопшто се наоѓа во некое годишно време или
Бев надвор од времињата. Скриен на аголот на улицата го чекав. Немаше шанси да не го препознам. Може би врнев. Може би само стоев и се облачев. Кој знае? Скриен чекав агол. Детство, улица. Многу нешта чекав. Може би снег, може би стоење. Нешто тука сигурно ќе помине. Улица 3. Стојам на аголот. Стоиш на аголот. Но ниту агол има, ниту улица. Допрова некој ќе ме исцида прво мене, па потем тебе. Секој со свој агол, секој со свој камен за стоење и ете ти улица. Ете ти град. Зидањето ќе оди одлево надесно, преку други улици, преку мајчини шамии, преку коси предстрижени. Старата куќа. Старата куќа е во горниот дел на градот, накривена како човек запрем во паѓање. Староста на куќата нам малку ни значи, не ја ни забележуваме дури кога ноќе невидени од никој, како тешки краци молчешко на своји раце ја пренесуваме старата куќа во нашата куќа и потоа со денови мудро молчиме. Ке поплачат неколку дена старите, веќе покојни жители на старата куќа, па ние рашалостени им ја враќаме куќата на старото место. Само најмалиот брат се враќа уште еднаш на местото на злосторството и го мести точниот агол на накривеност. Сега бидејќи помина официјалниот дел, малку прво да го прашам Аце како се чувства, заради тоа што неговите емоции човек тешко може да ги прочита. Аце, ама најискрен да бидеш, те молам, сите сме си наши овде. Сигурно се чувствувам убаво. А и тоа е ретка прилика освен свадби да облече човек костюм, така што има тука погодност. Има нешто свечено. Да, има свечено, човек убаво се осеќа во костюм, барем јас не сум за другите. Иако не сум бидел во Македонија, такој природно го стои костюм. Така е. Ти стои само да знаеш. Аце вака, прво завршивме со детството, односно последниот циклус раскази, кратки прози, се всушност словослики од твоето детство. Меѓутоа и писмото кое што го испрати Никола Маџиров е своевидна кондензирана емоција, веројатно, како еден убав спомен од заедничкото детство во Бежанското мало горе на Поројот. Детството е веројатно таа идеална татковина која што никогаш не сакаме да ја напуштиме или несвесно ние се иселуваме од неа, но упорно како стариеме постојано и се навраќаме. Како размислуваш, Аце, на таа тема? Дали, например, ако не постоеше детството, дали ќе постоеше нашата приказна, нашето постоење? Што мислиш? И како... Па не би можело да постои, бидејќи мора да има некој почеток. Не може да се почне од средина или од крај. Меѓутоа, детството е таков период кој објективно гледано е сосем обичен период од некој надвореше наблюдуваш, меѓутоа во детството нашите сетови се најсилни и сето тоа што го приемаме, тие сензации, звуци, мириси, слики, тоа е така трајно бидејќи е првично. А тоа првично наблюдување кога шетате во некој нов град, патувате, тие првични слики на новото место се неверојатно силни, така и со детството. И сега тие слики и тие сензации од детството се складираат во нашето подсвесно, во закопани некаде длабоко и рече си да нема автор, или се многу малку кој не осетил потреба или нема некој одглас тоа од детство, кај него се разбира на различен начин. Кај мене детството не е тој просто на идеализирана хармонија, на некоја
невиност, чистота. Често тука има една метафизика на страво, често тука има некои вознемерувачки слики, состојби. Веројатно, тоа се работи кои ние не можеме рационално тоа да ги откатнеме, тоа се во творештвото секогаш благородни моменти кои нам ни даваат да ја продолжиме таа комуникација со детството. Се сеќавате Толстој во неговите детство од младост, нели пишува како го капат во бања во едно корито и буквално толку детално ги опишува сликите на неговото капење и се прашувате како може дете од 2 или 3 години толку да го знае како да гледате некој филм. Меѓутоа, кај големите автори тие слики се така оживени на уметнички начин и се неверојатно големи од време. Успеа ли да ги сканализираш, например, таа некоја емоција од детството, сега како возрастен автор, да се канализира и да се претвори во книжевен текст? Дали е полесно кога доживеаното од детството некаде ќе се како во книгата ќе се најде како кратка проза, како еден вид очистувачки момент некој? Па знаете, мислам тоа, реков, тие се непредвидливи, нерационални работи, не можете да ги планирате, например. Една тешка травма, фрустрација или некој настан во детството, останува трајно преокупација кај вас во творештвото, например, познате односот на Франц Кафка кон неговиот татко. И тоа се страшно силни емоции кои вас не ставаат и бараат тоа да се најде манифестација преку книжевен текст. Меѓутоа, тоа не е буквално пренесување на емоции, на впечатоци, бидејќи нашиот емотивен живот е многу хаотичен. Тоа поминува низ еден занаетски книжевен дел, за да му даде една форма, за да биде тоа една целина, од нели вереше Коневски, писателот мора како кројачите облеката да биде искроена, да нема ни еден ракав покус. Тоа е таа свест за целината на делото. Детството е голема тема. Детството, ги сакам книгите кои се занимаваат со детството на еден таков оригинален уметнички начин. Много ми е драго. Тоа се препознава во вашата, во твојата проза. Пак ќе го спомнеме Маџунков, бидејќи цело време ни се провлекува. Тој вели, дали во чадот од очекот од родната куќа е родното место на литературата? Каде се роди литературата на Ацегоглу? Па, видете, тие првични впечатоци во детството, ние сме одредени од тој круг на детството, од тој хроното, простор од времето и од тука нема бегање. Тоа нужно си наоѓа своје место во творештвото. Сега кога спомнам Маџунков, морам да кажам нешто дека најверојатно поттик и своевидна инспирација, не знам како да кажам, обрзман изврши неговата книга Меѓата на светот. Во таа книга половината од тие кратки прози буквално ги знаех напамет. Таа ми беше една од клучните книги заедно со кратките прози на Давид Албахари, потоа некои на Франц Кафка. И не бев со намера да пишувам кратки прози, додека еден ден не ми стигна едно писмо од Кица Колбе, во кој рече дека и се допаѓале моите работи. Јас не знаем да таа не е позната автор. И така се роди идејата тоа да се зачува во книга. Јас сум така, не сум бучен и класен во книжевниот живот, бидејќи творештвото е така крајно интимна работа, на просторна осамност во кој што создава. Кога ги спомна веќе кратките форми, не знам дали ќе се согласиш со мене и публиката дали ќе се согласи, меѓутоа свесни сме за мрзеливоста на светот, за мрзеливоста на читателите, кои што веројатно се повеќе бегаат од големите писанија. Не знам, невозможно е денес да им ставите во наставна програма Војна и мир, Тивкиот дом, Богородичната црква во Париз или Клетници. Буквално би го укинале предметот македонски јазик ако во програмата се стават тие дела, за жал, нели сега ова е малку иронично, и затоа се барат кратките форми, кратки содржини и така натаму. Што мислиш, Аце, ќе живееме веќе во време на кратки инстант содржини кои што ги погледнуваме, ни поминуваат низ окото и низ умот и бараме нова содржина? Дали мислиш дека книжевноста полека се приклонува кон кратката форма? Па, не би рекол дека е баш така.
Во македонската наука пред известно време се појави првата магистарска книга на колегата Жарко Којунџиски за микроформите или микрофициите. Кратката форма не е изум на нашето време, иако е нашиот живот заврзан. Таа постои во јапонските зен раскази, во жанрот Зоихицо на средновековната јапонска литература, во Сплинот на Парис, на Бодлер и така натаму. Значи, тоа е еден посебен формат во кој што е битно да има поента, тоа мора да биде цегнат, тоа не мора да не смее да биде на ниво на импресија или на печатот, значи да има еден сижен акцент кој ќе му даде на сето тоа да биде смислен. А да, на вистина денес е дури надреално да видите некој, например, да ја чита Војна и мир, бидејќи тоа време како да е неповратно исчезнато. Не знам дали можете луѓето, бидејќи наш истренирани сме на тие истат содржини кои што ти нудат приказки кратки, некое моментно задоволство, меѓутоа големото читање, читателството како навистина една посветеност бара и време и мир, не е се во тие кратки моменти. Апсолутно се сложувам. И уште две поентиите. Ја спомнавме лириката, цело време тој твој лиричен тон кој што се повлекува низ кратките прози. За прозата се вели дека е еден вид распаѓање или разложување на поезијата. Тоа што не можам да го врамам во рима и во ритам, ќе го врамам во рамката на кратката проза. Си го имал ли тоа чувства се некогаш? Па да, сум го имал. Иако тие граници меѓу прозата и поезијата се понекогаш така флексибилни, не се одредени. Познат е романот Вергилиевата смрт на Херман Брово, кој што тој прави една синтеза, тоа е проза, тоа е роман, меѓутоа е напишен како една лирика. И таа артистичка амбиција кај големите автори успела, меѓутоа лириката е претежно емотивна, субјективна рефлексија, додека прозата е сепак една дистанцирана посматрање, наблюдување од страна на објективен наблюдувач. Јас ги сакам кога се разграничи, иако се можни разни комбинации, меѓутоа никогаш не сум се доживувал како лиричар, дури и кога ќе чуев дека некој е поет, тоа ми беа како некоја нижа раса луѓе, едноставно занесени во главата, кои немаат контакт со реалноста. Така ми беа чудни тие луѓе. Крене да рака сите што пишуват поезија. И затоа и заструја го викам дека не сум поет, тоа се кратки прози и нема шанс. Не знам. А има и многу незгодни микрофони. Добро. Иако сите се согласивме дека од лирската боја во твоите раскази не можеш да побегнеш, сакаш да признаеш. Се шегувам. Добро, и за крајаце, да не бидеме предолги, мислам дека убаво ни оди разговорот, меѓутоа наискрено што представува за тебе пишувањето, дишење, живење. Не те прашам дали ти е професија, заради тоа што знам дека не ти е, но како го дефинираш тој порив што за смисла не прашува, како што вели Конески? Па тоа е еден сложен процес во кој има период на учење, тоа е учење на занаед. Не можете да пишувате ако не го научите занаедот преку читање, без разлика дали се драма или проза. Тука си има еден опит кој треба и сега многу автори кои објавуваат, тие сакаат да ги прескокнат тие години на чирекување и одеднаш право автор да станеш, но тоа е оди тешко малку. Тој занаедски момент не можете да го вика и најголемите автори. Сите автори се всушност пасионирани читатели. Јас читател ми е на мене дури и повисока категорија од авторот. А пишувањето како такво е една потреба кога ќе го совладате тој занет и кога ќе дојде во комбинација со животното искуство. Сите ние ги имаме истите сензации, смрт на близо, неостварена љубов или не знам што. И нашиот живот во суштина се врти околу неколку работи, околу животот и смртта, меѓутоа тие наши искуства за да најдете уметничка реализација, треба и еден читателски опит и едно искуство. Така што пишувањето е една потреба во секој случај и е така, не може токму рационално да се објасни, едноставно никогаш не сум го сваќал како додаток на мојот идентитет или имидж, дека сега автор си нешто пишуваш, бидејќи
се објавува многу, посебно во денешен контекст, се пишува, меѓутоа, што од тоа ќе остане? Лесно е да се објави, и јас сум многу доцна ја објавив првата книга, немав ни намера, бидејќи кон самиот себе сум самокритичен, дали е тоа за показ пред јавноста, да се додека нели спомнав кица ми пишат, сепак таа е доктор по естетика и по филозофија, и се охрабрих малку, викам, па добро, тука има изгледа, нели, нешто вредно за објавување. Меѓутоа, битно е да имаме таа врска со уметноста, со литературата, театарот, тоа е без оглед дали ќе бидеме автори или не, сите ја живееме истата приказна, некој ќе ја раскаже како јас, некои други ќе ја слушнат, а сите немаат иста умешност и мои да раскажуваат. Тоа е тоа, литературата е една голема радост за мене. Не знам што би било, например, да не биде забрането читањето, бидејќи тоа е едно живење во тој свет на имагинарното, на нелогичното. Ти спомна дека се изместени законите на времето и просторот кај мене, и малку е познато дека, например, во македонската литература постои една линија на ирационалното, на фантастичното, на онеричното, на сонот, меѓутоа таа е една така тенка линија. Тука се, например, Крсте Чечански, Митко Мажунков и некои други, повеќето се пишуваат во рамките на оно што е некоја препознатлива реалност. Па дури и руската литература, која ние ја знаеме преку нејзините емблематични ликови Толстој, Достоевски, Гончаров и не знам кој, и таму има една фантастична линија од Пиковата дама на Пушкин, преку Ремизов и други автори кои се автори на фантастика, но кои по широката јавност, како руски автори, не ги знаат. Така што таа линија во литературата која е малку сон, фантастика, тоа не го бира свесно, туку веројатно самото ми се појави како еден модел преку кој би можел да пишем. Акумулирано учење. Да. Аца ти благодарам, ти си прекрасен соговорник. Верувам дека публиката уживаше во овој убав разговор. Благодариме што беше подкрепени. За крај мене ми беше задоволство, му благодарам на Аце, кој што ете така ми довери една ваква улога вечерва, и читајте ги неговите кратки прози, верувајте, оти ќе си поминете убаво во светот на Аце, во имагинарниот свет на Аце. Ви благодарам уште еднаш. Јас ви благодарам што бевте тука со нас. Ќе кажам дека сите ние во одреден период од животот имаме сумња кон себе си дали сме доволно добри, но да имаш храброст да ја споделиш својата емоција и вистина е многу голема работа. И ти благодарам, Аце, што пишуваш, и се надевам дека сите вие почувствувавте нешто различно и можете сега да си го споделите едни со други или да си го чувате за себе. Ви благодарам. Му давам избор на Ацо да ви се заблагодари. Хвала ви. Ви благодарам, драги пријатели, струмичани, струмиченки, а и некои што не се од Струмица, бидејќи сигурно и такви. Ви благодарам што одвоихте време да дојдете. Литературата е секој добар причина и повод да се собереме, да поразговараме, ако не за друго да се видиме, да облечеме костум, бидејќи од свадба на свадба. Да ја прочитате книгата, би се допаѓала или не, слободно, јас не сум суетен, ќе разговараме. Ви благодарам уште еднаш.